Да, за да оди во тек, денешна тема е план издржливост како моторичка способност и мала рокада обично на крајот некако одеше издржливост, но мислам дека ќе биде пофункционална доколку оваа тема, доколку затоа што знам, може да пробате, на пример, да се изведете некоја програма за работа, после темава можеби ќе ве научи како да изведете некоја програма или конкретно да подобрите ваши резултати за Куперов тест или за нешто друго, бидејќи се работи за издржливост. Ова овде што го гледате на слайдов, особено овие првите три всушност, под 1, под 2 и под 3, се клучните моменти за секоја способност, значи за секоја моторичка способност. Спомнавме минатиот пат што беа моторички способности, зборував латентни и манифестен простор, нели, за нив. И сега, кога ќе зборуваме за издржливост, овие три моменти би требало да знаете да ги издефинирате и одговорите. Значи, што представува способност и издржливост? Какви видови има, значи како може да се подели таа способност, ние сега за издржливост зборуваме, и како се подобрува. Ќе зборуваме за некои сензитивни фази во антропоонтогенеза, која ќе биде моментот, значи кога најдобро се развива некоја способност во животниот век на човекот. Но може да бидат овие три работи. И се малку ми е криво кога студенти ке нас на факултет за физичко образование, спорт и здравје не може да направат, што се вели народски, приреда муабет за некоја способност и потоа се криви даскалите. Така да, например, едно прашање што представува за вас издржливост. Може некој да помогне или нека каже преку пример. Ова е исто испитно прашање, вака на испит поставам прашање што представува издржливост и дајте пример преку некоја спортска активност или движење, не мора спортска активност. 21 сме присутни тука. Некој да издефинира издржливост? Издржливост е способност некоја физичка активност да се изведува подолг временски период. Одлично, значи да истраеш во активноста која што се практикува. Дали издржливост? Сега не издефиниравме, ама веќе прашам. За мене, например, е поврзана со долготрајна или активност, така, маратон нека биде, така, екстремно или, не знам, ултрамаратонија. Дали издржливост представува висење во згиб? Вис во згиб. Што подолго да издржи? Да. Да. Не. Ние зборуваме за издржливост како физиолошка компонента. Тоа значи дека кога зборуваме за издржливост, единицата мерка за издржливост, сега дефинираме издржливост, е VO2 максимум. Значи, поврзано е нешто со кислород. VO2 максимум. Че знам дали ја имам негде VO2 максимум. Како да ја немам ставено никаде. Пропуст. И тоа прилично голем. Не е можно да сега да не се зборува, може ќе се најде негде во слайдове. Значи VO2 максимум значи некој што значи VO2 максимум. Вака значи оксиджен, не вака значи оксиджен. Ајде користиме вака аплик да видим. Кој домен влегува издржувањето во згиб на вратило? Во која моторичка способност влегува? Влегува во силови способности. Точно, во силови способности влегува. А додека кога зборуваме за издржливост, да, тоа може да се дефинира како силова издржливост таму. Но е приматот кон сила, не е приматот кон издржливост. Издржливоста се однесува
нешто најчесто што е поврзано со само да го исклучам виверот. Нешто што е Океј, се извинувам. Значи, кога зборуваме за издржливост, не зборуваме за нешто што е поврзано со кислород во некои аеробни или анаеробни услови, но единицата мерка за издржливост таа е ВО2 максимум или максимална кислородна потрошувачка. Во единица време, во количина од 1 милилитар, на капацитет или, како да кажеме, квантитет од 1 килограм. Еве, може и вака да видите што е. Мислам, чисто да знаете кога се пребаруваат некои работи, може да искористите, нели, пребарувач. На што се однесува? Колку многу кислород може да внесете, ама да абсорбира телото во крв. Значи, колку може не белите дробови, колку можат да примат, затоа што тоа е белодробен капацитет. Значи, волумен, тоа е нешто друго. Правам вдишување, инхел, дишување и издишување. Значи, тоа е колку може да внесе колку може да внесе да внесам кислород во белодробието. ВО2 максимум се однесува на нешто што е колку може всушност кислород да влезе во крв. Значи, колку функционален кислород може да внесам во крв. И сега, по дефиниција, дали, како што кажавме, намерно ви отварам постојано, некојаш можете Википедија да користите, ама генерално гледате да не користите Википедија, но интернет е библиотека огромна, која што се може да добиете информации, и ве молам, филтрирайте ги информациите на интернет. Да не биде тоа дека се што е објавено на интернет се е точно. Треба да сте критични кон нештата што се објавуваат на интернет. Но јас сега ќе отворам само заради единицава да видам дали ја има, за да ви ја напишам точно. Значи, да, еве, ова се однесува милилитар на килограм во минута. Супер, тоа ќе го искористам. Пардон. Океј. И сега, што представува издржливост, како што кажа колегата, да издржам во некоја активност што подолго, да се спротиставам на заморот, кој што доаѓа, се спротиставам на заморот и ке силата, и ке брзината, ама вамо се спротиставам во многу подолго време, например, со часови ултрамаратон, или се качува, се зборуваме, еве, за екстремни некои работи, се качува на планина, на Еверест, се вози трка Тур де Франс, или имате овие велосипедски потврати што се од источната западна обала на Америка, например, на северниот американски континент, кој што трае некои 2-3 недели. Тие малтене не спијат по неколку часа на ден, спијат луѓето. И така натаму, тоа се однесува на издржливост. Не да издржам во згиб, не да издржам во склек или да издржам во кревање на тегови. Тоа е кревање на тегови поврзано секоја со сила. Но кратка дефиниција. На тоа би требало да се однесува кога ќе зборувам и за другите моторички способности. Сега, како се дели, ќе видиме нешто понатаму и какви методи има за подобрување. Например, ќе дојде клиент или ќе имате дечиња во училиште и треба да им подобрите издржливост. Како ќе го направите тоа? Нели, како што кажав, одговорот најчесто кај луѓето, кај колегите и колешките што не сакаат да вложат енергија, ќе биде да, професоре, ќе подобриме со одредени вежби. Тоа апсолутно не е никаков одговор. Може да преминеме на друг слайд, затоа што ова веќе издефиниравме што значи. Чисто за... Ево, ќе го ставим овој дел.
Отлично, нека стои тука за некоја наредна презентација. Како може да се дели? Неколку поделби, еве 3 поделби. Вели според обемна активност, локална, општа. Значи, работам со мала мускулатура, локална издржливост, ако ме гледате. Прво пробувам да издржам да направам 30 минути да направам стиснување на дланката и така, не знам зошто е. Но тоа сакам да покажам дека е тоа локална мускулатура или општа сила мускулна издржливост, каде што, например, имате триатлон или имате нордиско трчање, каде што треба да се представи или пливање. Но пливање, кој е пливање? Ајде сега, 100 метра пливање. На што се работи, на издржливост или на брзина? Па на брзина. Брзина. Точно, точно. Маратон пливање? Тогаш е издржливост. Точно, тогаш е издржливост, но пробуваат луѓето да бидат што побрзи, нели? И сад тука е дилемата да не се направат некои грешки во дефинирање, но сепак, како што кажав, човекот е еден, испреплетени се механизмите внатре, но сепак некој најчесто доминира некој од нив. Дали во фудбалот има издржливост? Дали е потребна издржливост? Има специфична издржливост за секој спорт. Има точно, да, но сепак, например, кај некои од овие спортови треба и општа издржливост да се има. Сега, ако веќе делиме на така специфична и општа, друга нека поделба, но супер, дали има во кошарката издржливост? Да, при отскокот, например. Не отскок. Нема, отскок е сила. Отскок е сила. Силова способност, експлозивност. Таму е отскок. Таму влегува. Има издржливост дека треба да издржи да изигра, нели, целиот надпревар, дека треба да биде ефикасен или ефикасна надпреварувачката, како во првата минута, така и во последната минута. Има ли издржливост во ракомет? Да. Да. Да се истрча цел терен и... Ама многу помалку отколку во кошарка и не зборам за фудбал и за други, затоа што таму измените и нели ракометарите ги гледате какви се и каква е конституцијата нивна, дека е генерално сила, но нормално умење и умешност во спортот, но генерално се работи на сила, па така да нели напад и одбрана може да се заменат на секој напад и на секој одбрана, што значи дека нема потреба толку да има издржливост како моторичка способност во таа активност. Има ли издржливост во гимнастика? Да. Не баш. Не баш. Повеќето е сила, ама Точно. многу мал дел издржливост. И може би специфична силова издржливост. И координација треба. Да, сега точно тоа е во право сте дека треба и координација, треба и флексибилност, нели, треба и рамнотежа, но поентата беше дека да, во право сте. Поентата е дека многу лесно некогаш може да се најчесто е во искуство се покажува дека колегите и колешките ги мешаат некако термините, што значи тоа да издржиш. Значи да издржам во получучнување не значи дека ја подобрувам издржливост како моторичка способност, него подобрувам силова издржливост. Ако е силова издржливост, тогаш е кованица, тогаш е значи субкомпонента на силата, ама сепак приматот е во силата, нели? И така и се покажува конкретно кај, например, и мои колеги и студенти кои што доаѓале и Куперов тест, кога имаат помали резултати, генерално, мислам, се случува дека најчесто тие што заминуваат, особено така по-професионално со гимнастика, многу се слаби на издржливост. Нема потреба кај нив да имаат издржливост, нели? Ете сега, овде можете да видите отприлика, нели, како може да се подели на некои така неколку моменти во разни активности, нели долготрајна, среднотрајна и слично, но генерално јас би сакал да се задржиме дека издржливост е секогаш поврзана со VO2 максимум. Ово однос на обем и квалитет на работа ќе зборуваме малку повеќе за аеробни и анаеробни. И сега, кога веќе делиме издржливоста или споруваме за овие аеробни и анаеробни механизми, да не должам на овој слайд ке преминам,
Може ли некој да ми каже што значи аеробен механизам на црпење на енергија, што значи анаеробен механизам на црпење на енергија? Аеробниот механизам користи шеќери и користи во тој процес гликолиза, фактички се користи кислородот за Уште еднаш, за кој механизам зборуваме? За аеробичниот или аеробниот. Аеробниот механизам користи што во процесот на создавање? Кислород се сложува. Некој спомна шекери или јаглехидрати, тоа е. Јаглехидрати исто така. Не. И масти. Не. Чекај се. Јаглехидрати не се користат во аеробниот механизам. Многу интересно. Ова јас го кажувам сега, не повторувам од вас. Јаглехидрати се користат во анаеробен механизам. Во аеробен механизам, или сака некој да додаде уште нешто, да предефинира, например? Во аеробен нели се користат протеини? Не. Во ништо не се, мислам. Во аеробен масти се користат. Точно. Масти се користат во аеробен механизам како основна енергија и се користи едно тивко согорување, што го учевме во биологија, 5 или 6 деление, каде што кислородот помага всушност во создавање и креирање на енергија, која што понатаму ќе дојде до АТП, ќе зборуваме за тоа аденозин трифосфат. Соединение богато со енергија. Значи, во аеробен механизам се користат маснотии како основна енергија. И кислородот помага за да може да се искористат маснотиите. А што се користи во анаеробен механизам? Тогаш се користат јаглехидратите АТП и креатин фосфат за експлозивна сила, те краткотрајно. Добро, супер. Ке го издефинираме, значи, сум пишал овде дека пишува јаглехидрати, значи лактатна фаза и алактатна фаза, креатин фосфат. Треба да ги знаете терминиве, за да имате, затоа и темава мислам дека е добра да биде прва, затоа што зборува за енергетските системи. И што треба да знаете, дека аеробен механизам секој се врзува со кислород, како што и кажува О2, значи аеробно е нешто што е поврзано со воздух, со кислород. А анаеробно е нешто што не е поврзано со кислород. И понатаму многу едноставно се дефинираат работите. Ако во старт, мислам ова не е ништо сложено, јас се шегувам со колегите, па и не се шегувам, правам влезен колоквиум. Дали сте учеле на испит? Да, сум учил. Што е тоа аеробен механизам? Не знаеш што е аеробен механизам, пријатно одете се. Не може да не знаете од каде телото црпи енергија и како се создава целиот тој процес на создавање и креирање на енергија. Затоа што понатаму не може да зборуваме, така да многу е битен момент, може да ги видите кои активности се поврзани со кои механизми всушност. Така, оваа синава линија прави некоја разлика овде помеѓу левата и десната страна. Што е ставено Дене Илиев? Голман. Ќе обараме после. Зошто е ставено Тур де Франс во аеробно црпење на енергија? Таму брзо ли возат? Има ли спринтови? Има, точно. Ама генерално преовладува издржливост. Има ли сила? Да, има сила, ни работат и во теретана велосипедистите. Но генерално се работи на издржливост. Каква издржливост? Може да биде во аеробни услови, а може да биде и во анаеробни услови. Во аеробни услови колку може да биде издржливост дека човекот, например, колку може да прави трчање или одење во аеробни услови? Што мислите во време? Во секунди ќе мериме, во часови ќе мериме или во денови? Повеќе часови може. Може и во денови да мериме. Значи, толку многу долго може да трае активноста. Колку долго може да трае активноста во анаеробни услови? Што мислите? А да е издржливост? Во минути. 40-тина, 50-тина минути, ништо повеќе. И сега, ако точно ние знаеме да определиме во кој режим работиме, дали може да направиме стратегија за велосипедизам, кога да се одлепам од групата и колку време имам како енергија, значи имам такво вид на гориво, што можам 50 минути брзо да возам,
кога можам спринт да направам и колку временски можам да издржам во спринтот. Дали може спринтот да биде 30 секунди, например. Не може да биде. Тоа ќе зборуваме ке тема брзина. Спринтот може да биде 10 на секунди, 15 максимум, а тука негде околу 10 е чиста брзина. После тоа веќе паѓа брзината и не користите креатин фосфат, туку доаѓа јаглехидрат. И ако овие моменти ги знаете, тогаш не дека многу лесно, ама многу полесно ќе може да се креира програма ефикасна која што ќе каже ако сакате некого да слабеете, дали ќе го работите во дали ќе го тренирате во аеробни услови или во анаеробни услови. Ајде, што мислите? Во аеробни. Аеробни. Во аеробни, затоа што рековме дека таму се трошат маснотиите. Супер. Сега како да дојдеме до тој момент да издефинирам што значи во возило имате инструмент кој што се нарекува број на вртежи, така обертомер жаргонски. Бројот на вртежи ни покажува колку силно работи мотор. И луѓето барале од секогаш варијанта како да најдат колку силно може да работи, колку се троши всушност, колку енергија вложува човековото тело за да може да направат калкулација колку може тој да издржи, нели? Токму заради тоа мислам дека е добар пример да се искористи оваа лактатна крива, така се нарекува, а веројатно знае некој што е лактатна крива? Мислам дека е момент каде што се лачат млечни киселини и после тоа станува алактатна. Па, блиску, ама не баш. Лактатна крива се нарекува крива која што се добива со тестирање на лактати, точно. Нешто е поврзано со лактати, но со тестирање, значи лактатна крива се добива на начин каде што прогресивно, степенесто всушност или како да го дефинираме, се зголемува интензитетот, гледате брзината на движење. Се зголемува прогресивно. Например, 200 метри трчам со 8,5 км на час, наредните 200 метри ги трчам со 9 км на час, наредните 200 метри ги трчам со 9,5 км на час и така натаму. Тука е shuttle run тестот. Тоа е прогресивен тест, multi-stage progressive тест се вика, или јојо, или како сакат. Значи, зошто е прогресивен? Затоа што се зголемува, точно по некој алгоритам ние задаваме, ние бираме по кој алгоритам, ама има логика, на колку минути или на колкава дистанца се зголемува брзината за некоја вредност. Еве, кажав за 0,5, конкретно во shuttle run се зголемува за 0,5 км на час. Брзината помеѓу секој stage, нели, на stage 1, level 1, stage 1, level 2, ако го правил некој shuttle run. Сега, како се зголемува брзината? Така вложувањето се зголемува, ама луѓето приметиле дека се зголемува и срцевата фреквенција. И сега, што се случува? Линеарно се зголемува срцевата фреквенција, значи одговорот на зададената брзина, телото одговара преку зголемување, преку вложување на енергија. А таа енергија ние сме приметиле луѓето преку наука дека може да се детектира преку срцевата фреквенција. А срцевата фреквенција е еден вид на број на вртежи. Може да ни покаже не точно, може да ни покаже приближно со колку број на вртежи работи телото. Многу интересен податок и тога знаете дали троши 10 литри на час, нели бензин 95-ка или дизел па троши 4 литри на час, а сепак работи на 5000 вртежи. Идејата е дека значи, како се зголемува интензитетот, така се зголемува срцевата фреквенција, но не е тоа бескрајно. Постои некоја точка каде што вели, јас сека пак ќе ја зголемувам интензитетот или брзината на трчање, ќе ја зголемувам по истиот градиент 0,5, ама срцево нешто не сака, не се зголемува на истиот начин. Ама чекај да видиме што се случува со испитаникот. Испитаникот не може да го следи овој напор и веќе премногу се заморува. И сега, оваа точка овде, ќе тргнам од незе, се нарекува точка на анаеробен прак. И таа точка, точно овде, конкретно за овој испитаник, ова е една програма од Polar софтвер или Polar часовници, сте ги виделе најверојатно, ќе зборувам и за нив, мислам, наредниот час, кој што имаше опција да се зададе во програмата шаблон за тестирање, да се мониторира срцевата фреквенција и на крајот да извади
срцева фреквенција на анаеробен праг, кој што може да ја видите од деснава страна, вели дека на ниво 10, на срцева фреквенција 181, на трчање 13 км на час, мислам дека ова е 13 минута, пардон. Во 13 минута, да, во 13 минута, така и тука покажува некако 13, е детектиран на нелинеарност во срцевата фреквенција во однос на интензитетот. Значи, ја гледате линијата, ова се вика по статистика, ќе учите линеарна корелација, значи колку се менува едното, толку се менува и другото. Колку се менува брзината, толку се менува и издржливост. И е таа линеарна зависност, но во еден момент постои нелинеарна зависност. Што повеќе се зголемува срцевата фреквенција, пардон, брзината на трчање, нека биде трчање овде и беше трчање, срцето веќе не може да го следи таа промена линеарно, туку експоненцијално почнува да паѓа и тука негде во оваа линија, всушност се отказот, ова е Vita-Max тест, така се нарекува, значи тест со максимален напор на испитаникот, и испитаникот вели не можам повеќе, во ред, готово застануваш и тоа е тоа. И ако може да приметите, се намалува срцевата фреквенција. Гледате колку брзо се намалува. За прилика 2 минути срцевата фреквенција дошла на негде 135-130 отчекувања во минута. А овде и требало од прилика, значи околу ова 0, требало негде околу колку е ова 15 минути, за да може да стигнеме, или така 15 нешто минути, за да може да стигне до отказ. Ова не е отказ како е склекови, туку треба да бидеме внимателни, паметни, да не настане колапс на телото кога се прават вакви тестови. И сега, ако е ова анаеробен праг, тога што ни кажува анаеробниот праг? Анаеробниот праг ни кажува дека околу него телото работи во мешан режим. Са кој е пати мешан режим? Ај вака, овде, ова ќе окрстиме како аеробен праг. Само дам дали имам А, немам, ама може да напишем А. Всушност тоа би било вака. Да, обратно ќе биде. Ова ќе окрстиме, нека биде анаеробен праг, да. Анаеробик праг, а ова ќе биде 80% ќе биде всушност аеробен, без Н, аеробен. Океј? Анаеробниот праг, теоретски ако гледаме, е секогаш на 90% од максималната срцева фреквенција. И сега, што трошиме и првин тоа? Спомна еден колега нешто лактати, јас спомнав лактат на крива се нарекува. Помеѓу овие 80% и 90%, ај вака нека биде, 90%, тогаш тука е некој мешан режим. Што значи тоа мешан режим? Ај ќе видиме понатаму. Ако трча, додека испитаникот трчал со интензитет помал од 80%, тогаш што троши? Рековме масноти. Која зона на работа или кој механизам се вклучува? Аеробните механизми, трошиме масноти и сме под 80% од максималната срцева фреквенција. Испитаникот зголемува. Тука почна да се троши мешан режим, значи тука се трошат веќе масноти и јаглехидрати. Пазите сега, и масноти и јаглехидрати, 80 до 90%. А што се троши на 90%? Кога? Сме во чиста анаеробна зона. Значи, Само не е веќе... јаглехидрати. Во првиот момент се трошат јаглехидрати, точно. Јаглехидратите може да кажеме, нека биде од прилика, ама дека се трошат негде до тука. И таа фаза се нарекува лактатна фаза. Значи, се нарекува лактатна фаза, зошто? Затоа што се трошат, само да кај ми се трошат јаглехидрати. Сакам да цртам вака. Значи, за да биде поубаво. Јаглехидрат или карбохидрат се трошат и како нуспродукт се појавува млечна киселина. Трошењето на јаглехидрати се нарекува лактатна фаза заради создавањето како нуспродукт на млечна киселина или лактати. Лактатите се млечна киселина. Океј? Дали е до тука јасно?
молам ово веднаш да го расчистиме се што кажав, затоа што ако сега го запомните, нема потреба да го учите, ќе го знаете. Се е јасно. Јасно е. Супер. Тие што следат, сега, тие што не следат, најверојатно не е јасно. Зошто се нарекува лактат на крила? Затоа што првите тестирања кои ги правеле, се правеле со помош на следење на крвна слика или земале мал примерок на крв преку нели од дуво или од некаде каде е релевантно, само да нема голем убот и да нема голема травма на спортистот, бидејќи тој трча, па треба да застане, па треба да му земете примерок од крв. И сватиле дека негде на 4 милимоли, кога вредноста на лактатите ќе дојде околу 4 милимоли плюс минус нешто, тогаш настанува ова прекршување или анаеробен прак. Што значи дека ние анаеробниот прак можеме всушност да го издефинираме и како, например, дека е 4 милимоли на килограм телесна тежина во крв. Не знам колку може да се гледа ова. Ајде вака ќе го направам, ова ќе го извадам овде, нека стои, а тука ќе го... Супер, да не ни пречи. Значи, затоа се нарекува и лактат на крила. Кога ќе каже некој дали направивте лактат на крила, тоа се однесува на проверка на анаеробен прак. Јас да знам точно каде се наоѓа, точно не можем точно, но да знам дека анаеробниот прак е на срцева фреквенција 181, како што е тука кај овој испитаник. Која брзина е ова? На 13 км на час. Да, мислам дека уствари да, ова се извинам, ова е брзина, не се време. Така да това треба да е 13 км на час, точно. Битни си двата податока. И срцевата фреквенција на анаеробниот прак и брзината на трчање на анаеробен прак. И сега, како можеме теоретски да најдам анаеробен прак? Можем да најдам преку оваа формула. Ова е една едноставна формула која што се користи, има и корекции на оваа формула, каде што вели 220 е број на години. И ако вие отприлike имате 20 години, тогаш за популација на луѓе со 20 годишна возраст, старост, максималната срцева фреквенција треба да е 200 отчупувања во минута. И ако велиме дека е 90% анаеробниот прак, не велам јас, туку науката така покажува дека анаеробниот прак е на отприлика 90% од максимална срцева фреквенција, тогаш за 20 годишни луѓе анаеробниот прак би бил на која срцева фреквенција? Малку математика. 190. 180. 180. 180 би била. Еве една проста математика, каде што треба да тренирате и немате некои посебни услови, треба да му помогнете на некого и му велите, чекај, колку години имаш ти? То имам ја 40 години. Еве 20, нека биде. Твоја максимална теоретска срцева фреквенција е 200, значи тебе да анаеробниот прак би ти бил негде на 180. Што сакаш ти да постигнеш? Јас сакам да слабеа. Супер. Знам на колку му е анаеробниот прак. Со која срцева фреквенција ќе го терам човекот да трча или ќе му задавам интензитет на трчање со која срцева фреквенција? Срцева фреквенција помало од 90%. Помалку До од 80, до 80%. Сега од помеѓу 80 и 90 или под 80? Тука Под не разбрав. 80. Од 80. Точно, за да се трошат чисти масноти ќе биде под 80. Значи ние веќе знаеме да издефинираме еден тренинг по интензитет, а временски колку треба да биде, тоа е веќе друг момент. Само на овој начин може да бидете препишувачи не препишувачи, туку давачи на рецепт. Бидејќи лекарот дава рецепт и вели, пример, парацетамол 500 мг. Тоа е интензитетот. Некој ќе каже не 1000 мг. Сега земам како пример, не значи дека парацетамол се пие толку. Витамин С нека биде, некој ќе каже 500 мг, некој 1000 мг. Значи тоа е интензитетот со кој што го прима телото или човекот го зима лекот. Еве го интензитетот со кој што ние го задаваме тренингот. Ова е само за слабење тренинг. Сега ќе видиме други тренинзи понатаму. Чисто за корекција, само да видам, мислам дека имав негде какви све формули постојат.
Не, тука сум кај. Да. Овој да ми треба. Супер. Може да ја видите, нели ќе видите кога не исклучам, а ја исклучувам од преска. Што се однесува на овој дел на формули за пресметка на анаеробен прак. Па вели 208, ова е фиксна некоја формула, каде што на 492 испитаника, не, всушност на 18.000 испитаници е спроведена оваа формула 2011 година и во виделе дека Танака и колегите виделе дека ако направат формула која што ќе биде од овој тип 208 минус коефициент 0,7 помножено со број на години, тогаш ќе многу точно може да поточно може да ја пресметате максималната срцева фреквенција, отколку ако ја пресметате по оваа општа формула овде што имам пишано јас. Значи, овие информации се вадат трудови, вели, може да ги искористи. Има друга формула која што вели 211 минус коефициент 0,4 по возраст, и конкретно од 2013 година. Трета формула, која што вели нешто слично како Танака, само 207. Четврта формула, 192 го зема како максимална фреквенција, но мене ми интересирало тамо каде што има голем број на испитаници, вели дека се околу 18.000 испитаници, се надам дека одамна ми пишувано, но имам и изворот каде е овој труд. Че да видиме дали е тоа. Секојаш убаво да се следат изворите точно. Па тогаш може да се навратите до истражувањето и да видите, супер, ево, тоа е тоа. Значи, ова е ResearchGate, еден портал каде што се објавуваат истражувања, секојаш нови информации, например, ова истражување од 2001 година и сега тука може точно да видиме на колку вели дека се инволвирани 492 групи, 18.000 испитаници и за мене е овој податок подобар од другите затоа што направиле многу подетална анализа, што значи дека, например, ја може би туку конкретно во оваа анализа јас ги користам како срцева фреквенција, многу малку ја користиме срцевата фреквенција, но може да видите се користи срцевата фреквенција за проценка на за анаеробниот прак и максималната срцева фреквенција, ова е конкретно кај футбол. Ќе искористам моментот за да ја имам формулата, па може би ќе се најде само кај ми кидна, еве овде нексе. Успева каде да иде, не знам. Ја ставам одлично. Значи, дефиниравме кај се трошат масноти. Се што се случува со помеѓу 80-90% кажавме дека е мешан режим, на 90% се трошат јаглехидрати, споменав дека отприлика имаме околу 40 до 60 минути за да се трошат јаглехидратите. Ако знам дека јас сум возел велосипед 50 на минути над анаеробен прак, што може да очекувам? Дека ќе можам да проложам со истиот интензитет, со истата брзина или дека ќе се намали брзината? Ќе се намали брзината. Апсолутно, затоа се мониторираат и срцева фреквенција прв пат се користи кај надпревари со коњи, а после тоа се користи кај надпревари со велосипедизам. Прв случај на смрт од допинг е велосипедист во свет. Генерално од велосипедизмот доаѓаат многу иновации во спортот и се користи срцевата фреквенција во спортски игри, особено во фудбал, кошарка, се уште се користи, иако на фудбал малку повеќе на други, на external load. Ова е проверката на срцевата фреквенција се нарекува internal load, значи внатрешно метрика која што покажува внатрешно load. Оптоварување. Супер, одлично. Значи внатрешно оптоварување директно, индиректно преку срцевата фреквенција, додека external load се оние што ги гледаме ако некој следи статистики од превари, колку претрчале, со која брзина претрчале, тоа влегува во надворешно оптоварување. Значи се прикажува како external load, не директно, не може директно да процениме
како што може преку срцевата фреквенција. И сега што се случува ако ја сакам да забрзам уште малку, па да дојдам тука негде до максимумот, вака ќе става, може би линија е подобра. Значи сакам до тука негде последниве 10 на 15 секунди. Пазете што зборувам, последните 10 на 15 секунди. Еве сум и точно сум го пишал тоа тука. Пред да настане откасот. Трчам со брзина скоро максимална, што трошам тогаш? Како енергија? Креатин фосфат. Креатин фосфат. Точно, креатин фосфат. Ке брзина ќе споменам уште еднаш, значи многу работи повеќе пати ќе се повторуваат за да останат низ предавања во различни форми. Креатин фосфат ќе споменаме ке брзина. Ма колку имам за резерва креатин фосфат? Имам 5 до 8 10 секунди. Точно, и помалку од 10 на секунди. Што значи, ама па тој брзо се опоравува, за некои 40 на секунди до 1 минута, многу брзо се опоравува и тој влегува во 95% прилика негде се опоравен резервоарот на креатин фосфат. Ама јаглехидратите, ако ги потрошите 50 на минути, колку време им треба да се опорават? Значи да направи суперкомпензација телото или да дојде до барем 24 сати до 48 сати за максимално. Зависи колку е трениран човекот, Да. апсолутно се сложувам точно. Епте. И сега, оваа фаза овде се нарекува лактатна фаза, оваа фаза овде се нарекува алактатна фаза. Алактатна затоа што нема трошење на јаглехи, на создавање на млечна киселина како нус производ. Додека само во оваа фаза овде над 90% има трошење на јаглехидрати и се нарекува лактатна фаза. И сега гледате, се некако врзува тоа лактатна крива, лактатна фаза, ама се тоа се однесува само на делов овде што е на 90%. Дали се тренира издржливоста во овој дел над 90% од максималната срцева фреквенција, значи над анаеробен прак, и дали некој знае каков вид на тренинг се прави кога се работи, доколку се работи над 90% од анаеробен прак. Дали тој долготраен тренинг, дали се некои кратки повторувачки тренинзи. Брзинска издржливост. Интервали. Епа сега како, колега, брзинска издржливост, зборуваме за издржливост. Немаш брзинска издржливост. Ако е брзинска нешто или силова, тога зборуваме за брзина и за сила. Значи издржливоста е само нешто што помага, што тоа објаснува. Ако е брзинска издржливост, тогаш ние зборуваме за подобрување на брзината, ма да издржи наместо да трча 7-8 секунди и да троши креатин фосфат, да издржи уште 15 на секунда или 20, 400 метра да истрча, пример, и да може да го вклучи лактатниот механизам некако, ама тоа е брзина. Ама ова второво што кажа, не знам се кој ги кажа, не гледам, искрено гледам во табелава. Вториот колега што спомена интервали, тој тренинг се однесува на издржливост, каде што се трчаат кратки одсечки од 2, 3, 4 минути, 6 некогаш 8, или се возат велосипед, или се пешачат со тој интензитет. Зошто? Затоа што го подобруваме анаеробниот механизам преку тренирање на оваа лактатна фаза. И што правиме кога го тренираме анаеробниот механизам? Ние всушност правиме оние пуферски моменти на користење на кислород. Значи, пазите што се случува во телото, дека ние земаме по еден здив, земам воздух и издишувам воздух. Издишувам јаглерод диоксид. Крвта се внесува кислород во телото. Се внесува кислородот во и не само кислород, и азот, значи се друго се внесува во крвта. Се користат јаглехидратите, се користат што се масноти може да се користат, и во одреден период од времето, значи настанува тоа тивкосогорување и се исфрлат како јаглерод диоксид. Значи тоа се механизми внатре кои што функционираат, нели, во телото. Само заборив една работа да кажам, кога се работи тестирање на VO2 максимум, тога се работи со Дагласова вреќа, и тоа значи дека се користи ова го барам. Ај ова нека биде првиот пример. Може да видите. Се користи гасен анализатор.
колку исфрла, не колку внесува кислород, туку колку исфрла CO2. Значи, замислете возилото на излез на ауспух, колку, нели, таму се мери колку е загадувањето. И овамо мерат, точно мерат колку исфрла CO2 и на тој начин проценуваат кој повеќе може да исфрли CO2, значи тој повеќе може да внесе кислород. И ова е вистинскиот тест за VO2 максимум, Куперовиот тест, Shuttle Run и другиве полар тестови на сочасовните, тоа се изведени тестови или теренски тестови. Ово е најпрецизно, иако индиректен тест, значи не може да процени директно колку внесува кислород, ова проценува преку издишувањето на јаглерод диоксидот, колку всушност може телото да прими кислород. И е многу поточен тест во однос на сите овие други теренски тестови. И другите теренски тестови се правени на база на овој тест. Кенет Купер, авторот на Куперов тест, многу добра книгичка, стара, 70 година, се вика Аеробика, супер книга. Он ги поставува темелите на аеробниот тренинг и што се случува во аеробиката или во аеробниве механизми, и он има правено, Куперовиот тест е конструиран на база на овој тест, значи правена корелација помеѓу максимално трчање на 6 минути, 8 минути, 10, 12, 16 минути, и кој од тие максимални трчања има најдобра корелација со показателите од VO2 максимум. Нашле дека 12 минутен тест има најдобра корелација. И не е тоа туку така дека, не знам, ние како факултет или јас како одговорен наставник сум одбрал, или колегите мои одбрале дека ќе трчаме 12 минути Куперов тест. Не, тоа поминало, како што објасних на претходното предавање за тестирање, овие постапки за проверка и стандартизирање на тестови поминуваат низ големи статистички анализи, значи цели истражувања се прави, за да може да издефинираме нешто така. А што ми беше интересно е токму овој момент, почетоците на гасните анализатори. Може да приметите дека ја собира CO2, го собираат во вреќи и потоа го анализираат колку исфрла. Всушност ова е слика од 1928 година. Имаме ли ние гасен анализатор кај нас во Македонија? Имаме еден или два на физиологија, не сум сигурен дали се ставени во функција, пред 4 години не беа ставени во функција. Дали имавме предходно? Мислам дека имавме, ама на спортска медицина, може ќе ме поправи некој, не на спортска медицина, на физиологија, немало, но има сега, дали е ставен во функција после ковидот, не сум сигурен, пред ковидот не беше ставен во функција. Нордиско трчање, собираат CO2. Малку излегов надвор од темата, ама мислам и ова е испитно прашање. Што е VO2 максимум, што е Дагласова вреќа, како е конструиран Куперов тест. Значи, овие работи би требало да ги имате во пред. И сега, веќе допрев нешто што покажува дека можеме да конструираме тренинг за издржливост, кој што ќе биде за... Зошто издржливост? Зошто трошење на масноти и го споменувам ке издржливост? Затоа што наједноставно е преку долготрајна активност да направите топење на масноти. Со краткотрајни, брзи, експлозивни движења ќе се троши што во телото? Креатив фосфат. На АТП и креатив фосфат. Да. Може би е подобро креатив фосфат, ќе видите сега зошто. Затоа што АТП е нешто друго. Не, да, се троши АТП, ама тоа е резерварот на енергија, каде што доаѓаат и маснотиите, и лактатите, и се што доаѓа како енергија, всушност доаѓа како една фосфатна единица. И го полни аденозен дифосфатот, D2, и го прави аденозен трифосфат. Океј, ај ќе преминам баш следниот слайд, гледам дека е тоа. Дали имате овде некој прашање? Океј. Ако нема прашање, секојаш може да го преслушате ова, дали се снима. Па ќе се снима, да? Да, се снима. Па ќе може да се прегледате и убаво е да го преслушате уште еднаш и нормално во книгата конституирате. И сега, што се може да се користи како енергија? Так, во глобала. Мислам, кога ќе се прими како храна, тогаш можеме да ги разгледуваме овие три момента: јаглихидрати, протеини и масноти и креатив фосфат. Протеините се основна градбена единица, има трошење. Каде, во кој спорт има најмногу трошење на протеини? Ајде, ќе ви помогнам, не издржливост. Спортовија брзина. Гимнастика. Не. Зашто има недостиг на исхрана.
тога се користат протеините како последен извор на енергија. Добро, точно се сложувам, но еве, кој спорт Пливање. Дигање тегови. блиско е дигање тегови, ама какво дигање? Олимписко дигање тегови или? Што прават бодибилдерите? Што е основна цел на спортот бодибилдинг? Да создаде Што повеќе Маса. мускули. да создаде мускул. Основна градбена единица на мускулот е кој? Протеинот, така. Протеини, да. Што значи, за да создадете протеин, вие први што треба да направите, треба да го потрошите протеинот. Да направите постење на мускулите, значи да се потроши протеинот, за да понатаму ќе видите, ќе го објаснам тоа негде во некој следовите, за понатаму телото да може да се врати на нула, ама и да направи суперкомпензација. Да, ќе зборуваме за ова. Што значи дека еве протеинот најефикасно и најмногу се троши таму. Точно, се троши и во издржливост. Се троши кај маратонците, затоа што има мал процент на трошење на протеинот, едноставно изумираат клетките, едноставно ние правиме само да, ние ги трошиме протеините и во други спортови и, например, тренингот представува што? Тренингот представува вака кажано народски цепење на мускулни влакна. Че ние правиме микротрауми. Микротрауми зашто? Затоа што се трошат едноставно правиме траума на мускулното ткиво, кој што понатаму ја замекуваме во тие 24 до 48 часа и после тоа настанува во тие 24 до 48 часа настанува суперкомпензација, ама не е таа траума патофизиолошка, значи да треба период од неколку недели за да се врати, туку е траума која што е нормална физиолошка траума или реакција на тренинг. Баш во овој контекст сакав да ја прашам зошто настанува мускулната болка, како резултат на што настанува мускулна болка? Поради лачење на лактати и пируват. Не е точно. Лактатите не предизвикуваат болка. Пируватот мислам дека предизвикува. Сега конкретно не можам да го издефинирам пируват, ама Тој се создава при создавањето на млечната киселина во Не, аеробни не. услови. не ја врзуваме. Млечната киселина со болка нема никаков контакт. Зошто? Кога од искуство, кога почнува да ве болат мускулите? После интензивен напор. Колку часа после напор? Може и веднаш да почне да болат. Ама ве колку трае болката од интензивен напор? Тоа мускулно воспаление. Колку временски трае? Поради кинење на мускулното влакно. Добро, ќе се вратам на моето прашање повторно. Значи, за да може да го издефинираме логика да фатиме, се е логика. Зошто колку временски имате, значи колку време трае болката? Трае во часови или во денови болката? Може да трае во денови. Во 48 часа. Трае и 7 дена некојаш, и 5 дена трае. Зависи колкава, значи ако некој ништо не работил, може да го воспали мускулното ткиво и да има болка од 5-6 дена. Еве нека трае 24 часа, значи едно деноноќе, така. Лактатите акумулирани во телото, знаете ли за колку часа се чистат од крвта? И нивото ако било 6, 7, 8 милимоли, што е многу над 4 милимоли, што е веќе во анаеробни услови, имало телото акумулирано 7-8 милимоли, за колку часа се чисти? За колку часа исчезнуваат или телото ги троши, ги ресинтетизира? За неколку часа, за 5 до 6 часа максимум, срцевиот мускул е најголем потрошувач на лактатите како нуспродукт. И сега, ова е физиологија, Гајтон ќе отворите. Значи, Гајтон, физиологија. Имате физиологија овој семестар? Или? Не, нема.
немате, ки имате физиологија, убаво е да се користи таа книга, најверојатно ќе ви дадат и некој друг материјал, ама Гајтон е Библија за физиологија. Отворете и видете тамо што го вели Гајтон, колку време се трошат лактатите, создадени во крв после напор, 5 до 6 часа. Што ги троши немногу? Срцевиот мускул. И се како истрошени се, но ги нема после 5-6 часа, 7 час ги нема, а болкава ја постои се уште. Значи, дали е болкава заради лактатите? Не. Еден од колегите кажа, болката е заради кинење на мускулните влакна и тоа се нарекува DOMS. Ајде, вака ќе опрсне DOMS ефект. Да биде вака, да биде нешто извадим. Супер. DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Иса pain, stiffening, да не го читам. Кое што се создава како резултат на тренинг и всушност представува микротравма на мускулните влакна и трае 24 до 72 часа. Некојаш и повеќе. Океј? Како го вика тоа, Mythbusters. Еден мит разчистивме. Инаку, да, претходно се велеше, тоа е болката е заради мускул фибер, заради лактати, заради некои такви моменти, но ако ги имате информациите што се достапни, нели, тогаш ќе знаете дека не е заради лактати. Имаме ли прашање во однос на ова? За да не должам многу, сакам да кажам колку енергија може да складираат овие резервоари или оваа храна, колку енергија може да складира во телото. Например, креатин фосфатот има 3,6 килокалории. Тоа значи дека може да изведете вие експлозивни брзи движења, ама тренингот треба да биде 20 на 30 минути за брзина, ништо повеќе. Колку имате калории за јаглехидрати? Депо, многу повеќе него креатин фосфат, значи да, 40-50 минути можам ја да трпам. Креатин фосфатот трае 5-8 секунди, ми текнува брзо се враќа. Јаглехидратите не се враќаат брзо. Гледайте колку имате енергија за маснотиви. Тоа значи дека може нема ништо да се случи со човек доколку сега не да му давате да не јаде. Ама луѓе изгубени на планина или нели кои што не може да внесат енергија заради испричини војни и такви непогоди, преживуваат. И мали дечиња преживуваат, и возрастни преживуваат и до неколку дена без храна. Зошто? Затоа што го трошат и трошат маснотиите, како нормално губат на тежина, ама имаат голем резервар за енергија. Тоа значи дека како се трошат маснотии долго, а лесно. Треба многу подолго да се движи. Не значи дека човек кој што има 130 кг, па треба да му дадете да трча 40 минути. Не, тој нема да може да трча. Тој ќе оди на почетокот, ама ќе видите дека срцевата фреквенција ќе му биде висока. Затоа што ние со некоја така нормална тежина, ја 77-8, да ми ставите 40 кг ранец, ќе се исплатам на првите 2 минути. Тоа истото се случува со човекот кој што има 130 кг, значи за него интензитетот ќе биде тотално различен. Може да видите на што се троши енергијата кога ќе се внесе во телото. Не знам дали сте претпоставувале дека 60% се троши на топлење, на скрирање на енергија, на топлење на телото. Ние сме топлокрвни животни. Тоа особено се приметува во временски услови каде што температурата е минус, нели, многу. Тогаш телото бара многу храна, зашто? За да може да создаде енергија. И сега доаѓаме до оној дел каде што сакам да ви објаснам оваа цела енергија што ја спомнав тука. Поентата, за да дојде во мускулот и за да биде мускулот функционален, тогаш што се случи, што е потребно? Потребно е се да се трансформира во еден П-фосфат или една фосфатна единица. Значи фосфатна единица. И зошто се нарекува аденозин трифосфат? Затоа што тоа соединение кое што дава енергија на мускулот, всушност е создадено од трифосфатни единици, затоа се нарекува аденозин трифосфат. Во моментот кога ќе треба енергија на мускулот, тој мускулот зима една фосфатна единица и ова соединение настанува аденозин дифосфат. И што треба? Треба телото по свој механизам да ја надополни оваа една фосфатна единица и да го надополни овој резервар на енергија. Значи, ова АТП е всушност резервар на енергија кој што комуницира помеѓу телото, креирањето на енергија, на енергетските компоненти и мускулот. Наједноставно е така да го сватите. И сега кога ќе кажеме дека зима енергија од АТП, да, зима енергија од АТП, арно ама на таа енергија која што
доаѓа до АТП, всушност доаѓа и од креатин фосфат, доаѓа од јаглехидрати, доаѓа и од масноти и така натаму, крецов циклус некој имаше по физиологија и учите. Не е за нас, мислам, интересен, нема да не влегуваме многу во детали. Дали има некој прашање, би сакал да преминам следния след. Океј, се слушаме така, само потврди. Да. Супер. Нема уште неколку слайда се. За ова предавање ќе продолжиме со издржливо следниот вторник. Значи, повторно како се креира мускулна контракција. Саркомера е основна градбена единица на секоја мускулно влакно. Значи, едно мускулно влакно е создадено од огромен број на саркомери. Може да видите саркомерата тука, која што е во релаксирана состојба. Таа е создадена и во контрахирана, исто така создадена од актински и миозински нишки или филамент се нарекуваат. Значи, ова е актомиозински апарат. Апарат зошто? Затоа што всушност тој е одговорен за креирање на мускулната контракција. Миозинот е статичен, актинот е тој кој што се придвижува. И се што се случува? Така може да го разгледуваме инаку во простор мускулот, нели кога го контрахираме, тој се контрахира во, можеме видите, целиот мускулно влакно се контрахира одеднаш, не може парцијално да се контрахира и контракцијата е нели секогаш навнатре, значи се стеснува, се скратува мускулното ткиво. Што се случува? Ова е зумирана слика број 1, кај што покажувам, е всушност зумирана миозинска глава. Ова се овие црвениве миозински нишки на ниво на саркомера. И ова миозинска нишка, овде, кога ќе зададе централниот нервен систем информација дека треба да настане контракција, ова миозинска нишка се залепува на актинскиот апарат, значи на зеленово, на актинската нишка. И всушност прави механичко придвижување. Значи, замислете дека, еве, на слика број 2 се залепува и прави механичко придвижување кон лево. И тоа е всушност контракцијата. Во моментот кога ќе се потроши енергијата во оваа саркомера, ова глава од миозинската нишка се враќа назад и се надополнува со АТП, всушност со еден креатин, со една фосфатна единица, пардон. Значи, целата идеја е тоа дека, како што сакам да кажам, може да видите физиологијата на контракција мускулна на ниво на саркомера. Значи, ние било кое движење кога го правиме, ова се случува внатре, во мускулот, на ниво на саркомера се случува по физиологија, најверојатно ќе го учите. Но, за нас е битно да знаете дека резерварот кој што дава енергија се нарекува АТП, а претходно го објаснив. Ова бројка 3 се однесуваше на, за да повторам, под број 1 дефиниција и подолба, под број 2 методи за подобрување, ова е вака, да, ова е вака. Дефиниција, видови и подолба, гледате колку зборува за видови и подолба, тоа може и пократно да се објасни, но час е ова, па методски морав. И бројката 3 ни објаснува за методи на подобрување. Како може да се подобри издржливост? Два основни метода, нека биде и третиот променлив. Вели континуиран метод. Што е континуирано? Нешто што не е прекинато, така. Што е интервален метод? Нешто што се отсечки. Како да трчам во континуиран метод? Се препорачува да биде повеќе од 10 минути, да не го читам слайдот. Може да биде 70 до 85%, значи од срцева фреквенција. Гледате, секоја ќе користиме срцева фреквенција. Или може да се користи и време, ама треба точно да знаете капацитетите на спортистот или на клиентот, за да знаете според време колкава дистанца може да истрчи. И може и тоа да се направи преку еден тест на Мартин Бушет 15-30, тогаш ќе наоѓа максимал аеробик спид и тогаш може да се зададе повторно по формула колку да трча дистанца секој од спортистите, за да може да биде во зоната која што е посакувана, за да се подобрува издржливоста, но и спринтот во исто време. Ова е конкретно за кратки дистанции спортови како фудбал. Последново ќе го споменав за тестот 15-30, но идејата е континуиран метод, дека континуирано, да, можеме и 40 минути да трчам, можеме и саат време да трчам, нормално, нема да биде може и 2 часа, ултрамаратони, споменав се, трчат по цело деноноќие.
А што е идејата со интервален метод? Тогаш трчаме одсечки, како што споменав, и најчесто се побарува за да има ефект кај фит луѓе, така, што не се фит, вие можете да им дадете интервален метод, но многу треба да внимавате, затоа што може да се откажат од да биде премногу тешко за нив. Интервалниот метод е тежок како метод за многу интензивен. Генерално, идејата е дека треба секојаш да бидете над анаеробниот прак со интензитетот. Значи, срцевата фреквенција да е над 90%, ама да не биде близко до максималната. Инаку, ако е до максималната, ќе направите еден спринт и толку. После тоа нема да може да се изведува нешто. Какви да се паузите, чекаме да падне срцевата фреквенција до 130-140 очекувања во една минута. Сега, зошто 130 до 140? Повторно Гајтон вели дека ефикасноста на испумпување на крв од срцето е токму на оваа срцева фреквенција 130 до 140, тогаш е вратено во некоја почетна состојба и срцето е повторно спремно да може да испумпува крв. Сега, дали срцето е спремно или телото е спремно на оваа фреквенција? Што мислите? Телото? Па телото е спремно, срцето е само се адаптира според потребите на телото. Така да, штом срцето падне на таа срцева фреквенција, ние знаеме дека телото нема потреба да од поголема побарувачка на фреквенција на крв, нели, да зима кислород, да носи храна, да зима кислород, да исфрла CO2 и така натаму, се балансира, се враќа во некоја хомеостазна состојба и велиме да, сега може да тргнам со следниот интервал. Подетално ќе направиме муабет малку понатаму на следното предавање, но ова се тие два метода кои што би требало да ги знаете. И променлив метод е, нели, работите континуирано, интервално и така натаму, но многу ефект има ако се работат, например, два интервални метода неделно. И конкретно тие што не може Куперов тест да истрчат, пробајте еднаш континуирано, ако многу не можете. Значи, можете да истрчате 1700 метри или 1500 метри, тогаш континуирано е доволно. Ама пробајте втората или третата недела интервален метод, па например загрете се убаво, направете некои истрчување од 10 минути, да не биде многу силно, ако можете да контролирате срцова фреквенција, контролирајте, значи може и преку палпација на каротидни артерии или на радиална сулкус, било каде што може срцето да се почувствува, може и со оние уреди од срцеви монитори да се користи. И правите, не знам, 2-3 минути интензивно трчање, кое што значи да може да издржите 2-3 минути, ама тоа ја би го контролирал вака. Ако се договоривме дека за 20 годишен човек срцевата фреквенција на анаеробен прак е 180 очекувања, тогаш јас би трчал со 182, 183, 185 очекувања, ништо повеќе. Значи доволно е само да ја поминам границата на тоа што сум го пресметал, дали е точно сега најпрецизно, не сум сигурен, ама барем имам некоја основа. И велам, да, ќе почнам да трчам со 183, 4, 5. Зошто? Затоа што ми е битно да ја поминам таа граница. Не да биде многу интензивно, него само да ја поминам таа граница. Тогаш почнуваат јаглехидратите, предпоставуваме да се трошат. Сега ќе секого индивидуално. Овде ќе прашам еден момент, ќе се вратам на овој слайд. Двајца имаат, еден има анаеробен прак на срцева фреквенција 180, другиот има анаеробен прак на срцева фреквенција 160. Според овие показатели, кој има подобра издржливост? Сакате уште еднаш да го поставам прашањето? Сте слушано? Да, можеш еднаш да го постави. Ајде, вака. Овде. За да може да го прочитате. Вака ќе го направам, па второто прашање ми е тука.
Едниот испитаник има 180 анаеробен прак, другиот испитаник има 160 анаеробен прак. Значи, ова е срцева фреквенција. Кој има подобра издржливост? Тој што има повисок анаеробен прак или тој што има понизок анаеробен прак? Ќе ве вратам на кривата. Тој што Дали има овој- повисока мисла. Дали овој што има, например, 180 очекување или овој што има 160, кој има подобар, значи кој може повеќе издржлив, повеќе интензитет да направи? Овој со 160 или овој со 180 очекување? Со 180. Точно, по логика со 180, зашто? Затоа што може да видите дека разликата помеѓу 12 и 13 км на час е нели подобра. А што се случува сега? Е едно прашање. Морам вака за да не го видите одговорот. Значи, првиот има 180 удари во минута. Брзина на трчање 14 км на час. Вториот има 170 удари на минута. Брзина на трчање 17 км на час. Ова е брзина на анаеробен прак. Значи, кога ќе постигне 180 удари во минута, неговата брзина е 14 км на час. Кога ќе постигне 170 удари во минута, неговата брзина на трчање е 17 км на час. Кој има подобра издржливост од овие двајца? Би требало да е вториот, Зошто? бидејќи Не знам. поинтензивно може да трча. Точно, значи ова има поголем интензитет на трчање, може да покаже, иако срцевата фреквенција на анаеробен прак му е 170 удари во минута. Така да, покрај тоа што е битно да се гледаат бројот на удари во минута, многу е битно да се провери и брзината на трчање. Инаку само според бројот на удари ние ќе погрешиме и ќе кажеме, да, ова е подобар. И он ќе може да издржи повеќе, а него не му оди. Не може да издржи напред, не може да едноставно не може да го покаже тој напор. А овој го покажа многу полесно. Се што се случува? Нешто има во позадина. Така да супер, на право место сме. Овие распределби на зони срцеви може да ги најдете многу едноставно, што се случува, нели? Има 5-6 зони се најчесто кои се зборува за срцева фреквенција. Многу интересен Мартин Бушет кој што го поставува овој high intensity интервал тренинг всушност. Да. Каде што он задава така малку поадвансе делот, ми требаше добри истражувања има правено во Aspire Academy во Катар. И така еден од лидери во овој дел на кондиционирање фудбал и ракомет. И многу интересно ги има поставено како еден шаблон, каде што вели што сакаш да направиш во следните денови, например, ова е конкретно за фудбал, мислам. Вели си трчал над 60 минути, тогаш ќе одиме наваму. Следниот меч ти е под 5 дена или имаш повеќе од 5 дена. Ако ти е под 5 дена само фудбал, ако ти е значи помалку од 5 дена. Ако имаш повеќе од 5 дена, тогаш ќе направиш трчање. Смолса може да биде како мали игри, може да биде хит интервален тренинг, каде што работи интервален тренинг, 2 пати по 4 до 6 минути, 10 секунди, ама овде веќе ги дава според брзина, според неговиот тест. Но супер има разработена шема која што не дека треба постојано да се држиме до нејзе, туку треба да ја проверуваме во пракса. И оваа шема и било која друга шема, значи и овие методи што ги покажувам тука, дури и овде кога зборувам, се е малку релативно кажано, затоа што треба да се направи конкретно за индивидуален пристап да се има. Значи, ако работите со некој испитаник, кандидат или така клиент, тогаш според него ви треба време да се адаптирате и да видите што покажува и како реагира и сега следното прашање колку интервали треба да направам. Од искуство се покажува дека што повеќе се зголемува времето на одмор потребното време помеѓу интервалите, тогаш веќе треба да престанам. Ако му требало на конкретно сум работел со тенисер, Гора Србљак, супер другарче, многу одамна соработуваме и со многу други, ама ке него првпат пробав. Одморот во првите 5-6 интервала потребен му беше околу една минута. Ама како доаѓа 7-миот интервал, на крајот него му треба минута и 10, 8-миот интервал минута и 20 му треба за да падне срцевата фреквенција на 130. Тоа е веќе знак дека доаѓа во сатурација со јаглехидрати каде што не може телото да се избори. И тука е веќе добар знак дека ќе престане.
И сега ако ме прашате колку интервали треба да направи, некој не знам да ви кажем. Зошто? Затоа што е многу индивидуален пристап и треба проверка да се направи на тој дел. Инаку нема готов шаблон. Готов шаблон е ќе искористам, само да видам, да. Готов шаблон е ова. Може ли да ми направиш план за тренирање, за припреми во фудбал? Да, можем да ти дадам план. Еве го планот. Што ќе разберете од планот? Вторник лекарски, терен на вежби, трчање. Да, ама какво трчање сега? Тоа е поентата, да прашате какво трчање. Па дали ќе биде истиот интензитет на трчање тука и дали ќе биде истиот интензитет на трчање тука? Значи, со кој интензитет да работат? Инаку ете го планот. Тоа е планот. Но што е внатре во планот е многу побитно. И ова се што ќе зборуваме ние по антропомоторика, всушност, која се зборува за трансформација на моторички способности, е што е внатре во планот. И сега кога е конкретно внатре во планот, што се можем да работам, тогаш можем да работам, например, трчање број 1, интервали. Како изгледа еден интервален тренинг? Еве го интервалниот тренинг. Значи, влегувам во максимум, се одморувам. Влегувам во максимум, се одморувам. Влегувам во максимум, се одморувам. Ова се мислам дека се 406 трчање. Значи, па има пауза подолга, па повторно. Значи, 1, 2, 3, 4, 5. 5 интервала од, мислам дека е 600, 400, 200, 406. Да. И точно сме го погодили интензитетот, имало срцева фреквенција и велиме, да, забрзе, ама ја не можем повеќе. Добро, држи тука, ама барем да си нада аеробниот прак. Ме разбирате, значи срцевата фреквенција дозволува да може да се контролира тренингот. Тоа е идејата на ова што ви го кажувам сега. Океј, јас тука би застанал. Ова е некој пример че имаме правено за планинарење. Тој е континуиран метод, ова е интервален тренинг, што како, ама ова беше специфична група на искусни водачи во планина. Овој дел ќе го оставам за следниот час, каде што ќе зборуваме малку за срцата фреквенција, еве конкретно на пример овој тренинг, зошто сум бил, ова се мислам дека се мои да, од мене се. Во четврта зона сум бил. Значи не сум бил во пета зона за мене е наданаеробен прак. И така натаму. Овој дел ќе го оставам понатаму и ќе зборуваме тука нешто за мониторирање на спиење, но и за комплетно креирање на тренинг. Сум ги ставил тука и овие моменти. Одлично. Добро, дали има некој прашање во однос на ова до сега што е кажано? Ако нешто не е јасно да разјасниме или имате, например, консултација, да кажете, ја мислам дека ова не е така и многу ми се допаѓа. Дел од вас даваат идеи. Што е ДОМС, да расчистуваме некои митови. Тоа е супер. Тоа е супер. Дали нешто, некоја забелешка, било што, некој коментар, ќе исклучим шер. Добро, најверојатно се прекина конекцијата, не ме слушате. Ќе